15 земји од Централна и Југоисточна Европа се согласија да подготват планови до крајот на април годинава за поблиска воена и цивилна соработка во заштитата на нивните граници. Ова е во случај да пропадне сегашниот договор меѓу Европската унија и Турција за задржување на мигрантите и бегалците. Договорот меѓу Брисел и Анкара постигнат пред една година значително го намали бројот на мигранти кои влегуваат во Европската унија од Турција преку Грција и земјите од Западен Балкан. Во последно време Анкара почна да се заканува дека ќе престане да соработува доколку се влошат незините односи со Европската унија. Министрите за внатрешни работи и за одбрана од 15 земји, кои главно се од така наречената Балканска мигратска рута, во Виена потпишаа заедничка декларација за потесна соработка во случај на нов мигратски бран. Заменик министерот за одбрана на Чешка Јакуп Ландовски по состанокот рече: And we have a perfect tool to prepare something that is really needed, and that thing is a plan B for the situation when the EU-Turkey deal fails. Европската мигрантска криза, кога над милион луѓе, повеќето од Сирија, Ирак и од другите конфликти зони, избувна во 2015 година и предизвика поделби меѓу членките на Унијата. Многу од оние што учествува на состанокот во Виена ги отфрлија барањата од Брисел и Берлин за делење на товарот од кризата, односно за квотите за разместување на барателите на азил. Ханс Петер Доскоцил, министер за одбрана на Австрија, земја која го презеде раководството на регионалниот одговор на мигрантската криза со запечатување на границите, вели дека Унијата треба да го следи ваквиот пристап. Ich bin fest davon überzeugt, dass das auch ein Modell für die Europäische Union sein kann und sein muss. Ich glaube, dass die Europäische Union auch hier diesem Beispiel folgen sollte. Договорот меѓу Европската унија и Турција предвидува запирање и размена на мигранти во замена за безвизен режим за турските граѓани за влез во Унијата и за брзани преговори за зачленување на Турција во Европската унија. Меѓутоа, масовните апсења, што следуваа по неуспешниот државен удар, доведоа до зголемени европски критики за почитувањето на човековите права и за состојбата со демократијата во Турција.